Добро дојдовте во Бизнис објектив. Онлайн трговијата во Македонија се повеќе се развива, но и натаму има потенцијал за раст. Податоците покажуваат дека во првите 6 месеци од годинава македонските граѓани дома и во странство потрошиле 456 милиони евра преку онлайн шопинг, што е зголемување за 34,3%. Најголем дел од овие пари се потрошени кон македонските трговци, додека македонците во странство направиле онлайн трансакции во вредност од 201,2 милиони евра, а оваа сума е зголемена за 55,1% во однос на истиот период минатата година. Анализата на оваа тема ја има Ирена Чачкова. Гардероба техника работи за дома, за на училиште, за уредување на дворот. Македонските граѓани се повеќе се одлучуваат сите овие работи да ги купуваат онлайн. Секојдневно ги листаат страниците на познатите интернет продавници кои нудат секакви производи. Ваквата навика е особено присутна кај помладата популација, но и возрастните се почесто го прават тоа. Познатиот Тему и неговите страници со парчиња облека, обувки, накити, се останато дополнително го зголеми интересот за онлайн купување. Оние кои ги анкетиравме велат дека буквално се купуваат од интернет, користат на различни онлайн продавници. Освен што им е поевтино, велат и дека големо леснување и тоа што производот им го носат до дома. Но има и такви кои онлайн купувале само додека престојувале во странство, затоа што тука се соочиле со проблеми. Зависи, работи за по дома, децата школски некои материјали набавуваат. Секогаш има доста избори и секогаш наоѓаат интересни работи. Ако толкав пат со сите услуги што се плаќаат, можеме да го добиеме тој производ за пониска цена, колкава е заработката на тие што ги продаваат производите овде во нашата земја. Користите Тему? Користим. Други онлайн продавници? AliExpress и слично. Што најчесто купуваш? Па некои поевтини работи што може да се најдат за дома. Кога бев у странство кога работев, користев, сега не. Тука не. Немам. Па не знам. И дистрибуцијата е многу лоша. Некој пат ке нарачи што нема да ти стигне, некој пат ке стигне. И тоа е. А во странство што најчесто купувавте? Каде? Купував разни работи од Amazon и eBay. Дека онлайн трговијата е во сериозен подем, тоа го покажуваат и бројките од последната анализа на Асоциацијата за е-трговија. Сублимираните податоци за првата половина од годинава се фрапантни. За само 6 месеци кон продажните места од македонци дома и во странство, како и од имателите на странски картички, биле направени трансакции во износ од 456,3 милиони евра, што е пораст од 34% во однос на истиот период лани. Кон македонските трговци пак од домашни и странски иматели на платежни картички биле направени онлайн трансакции од над 255 милиони евра или 21,4% повеќе. Македонците во странство во првата половина од оваа година направиле онлайн трансакции од над 200 милиони евра и во овој дел има сериозен раст од 55% во однос на истиот период од 2024. За 6 месеци регистрирани се и нови 120 онлайн продажни места. Ова е уште еден показател за зголемена понуда и заинтересираност на бизнисот да влезат во просторот и да почнат со онлайн продажба. Токму поради ваквиот подем од бизнисот со брзи пратки, бараат европски систем на брза размена. Пратките да не се задржуваат повеќе од 1 час, освен ако нема пријави или нешто е незаконско. Но и размена на пратки со Европа, која сега е невозможна. Исто така сметаат дека државата треба да ја подобри функционалноста на АД Пошта, која е нарушена веќе подолг период. Ова предпријатие долго време не може да го покрие минусот, а се зборуваше и за негова приватизација. Според последните податоци на Министерството за финансии, минусот во касата на АД Пошта е околу 1 милион евра. Поради тоа што на некои производи им се губеше трагот и не стигнуваа до купувачите, одредени онлайн продавници предупредуваа дека повеќе нема да работат на македонскиот пазар. Поради големиот интерес за интернет производите, сметаат и дека во земјава има простор бизнисот со брза достава да се засили со влеси на нови фирми кои може сериозно да придонесат за домашната економија, но во тој дел велат недостасува регулатива и контрола која сега не ја гледаат. Ке ви ја кажам состојбата на Македонија, тоа е добро да влезат, ќе ја подигнат нивото и конкуренцијата, но кај нас што се случува? Прво имаше претходно експанзија на косовски компании. Сега ние Косово знаеме дека не е тоа држава која може да не учи или да пркоси, за сега барем, ама испадна дека овдека начекаат село без куќиња, народно кажано, и си отвараат пошти како сакаат, работат како што работат.
а нашата држава не успева да ги сконтролира. Не, тоа сивата економија, ние со Косово не разменуваме ни една регуларна пратка, а дневно влегуваат по мене околу 3000 пратки од Косово. Тоа е без регулација. Ма каква регулација? И системите со кои работа треба да се видат. Втората работа што уште пострашна сега од Србија со кинеските пратки, они место од тој колач ние барем да имаме некој интерес, еве царината, шпедицијата, доставата, и тука им дадоа простор на српските компании да влезат. Тоа е многу лошо. Тоа ќе се одрази на целиот тој екосистем. По тему ќе влезат ли на македонскиот пазар и познатите онлайн продавници како онаа на TikTok, Amazon и Shein. Гешовски тврди дека интерес има и се преговара без да открие за кого станува збор. Не е само тему, се спремаат еден куп портали, се спремаат платформи од надвор и од Америка ќе дојдат, еве најавувам ексклузивно кај вас да знаете. И па ќе дојдат поголеми играчи, најголемите играчи више се пријавуваат. Не зашто сме атрактивен пазар, они како глобални системи ќе гледаат и овој регион од светот да го покријат со нивни сервиси, услуги, продажби и така. Има некоја познати луѓе да откријат? Има во моментов време да откријам, но се крчка работат, од наредната година ќе видите што ќе се. Може ли тоа да го поклопи тему или ќе има доволно за... Види, тему е природна работа, он има одредена палета на производи, пример пуштил во Македонија да се продаваат 2, 3, 5 милиони продукти. Они ќе зголемат нивната палета на 7, 10, ќе одат на 15, 20, 30, пошто е голем провайдер, но тему ќе дојде конкуренција од Кина, нема да биде толку комотен и нормално е по одредено време некој провайдер да почне да има стагнација. Иако се зголеми ДДВ-то за нарачките од тему, Гешовски смета дека тоа нема да промени ништо. Македонските граѓани ќе продолжат да ги купуваат производите од тему. Нема да променат ништо на пазарот, затоа што кинеската држава прави субвенции, ако треба ќе покрие дополнителни напори ќе направи, но нема да ги покрие затоа што цените им се многу конкурентни. Конкурентни се, ја ќе кажам конкретен пример. Купував еден уред кој на пазарот кај нас кошта од 3,5 до 5,5 денари, 900 денари, 930. Знаете, они имаат некоја промоција стално. И сега тој ако му додадеме некоја додадена вредност од 18%, тој ќе кошта пример 1100 денари. Тоа нема да ме разубеди да не го купам, бидејќи драстична е цената повторно и би го носат производот дома. Се размислува и ChatGPT да биде нов играч во онлайн купувањето, да може производите да се нарачуваат и преку оваа платформа. Например, го прашувате ChatGPT за одреден производ, какви видови има или можеби кој е најдобар, откако ќе го добиете одговорот да може веднаш на лице место и да се нарача, без да се клика на други страници. Институциите пак апелираат да се внимава со онлайн купувањето. Добро да се провери продавницата која го нуди производот. Од Организацијата на потрошувачи велат дека до нив има доста пријави од граѓани кои се соочиле со проблеми при купување на производи од нелегални продавници на социјалните мрежи. Ако имаат проблеми, сакаат да заменат вратат, затоа што увиделе дека добиле оштетен производ и ако сакаат да го вратат, се соочуваат со блокада на социјалните мрежи и нема начин како да го направат тоа. Тука и ние како Организација на потрошувачи не можеме многу да помогнеме, затоа што нема каде да ги упатиме. Во тој случај можеме да повикаме на поголема едукација, но и на поголема внимателност. Пријави од граѓани за нерегуларности добива и Управата за јавни приходи. Најчесто се случаи на неиспорачани или погрешно испорачани производи, за кои не можат да стапат во контакт со продавачот за рекламација. Ваквите пријави ги доставуваме до инспекцијскиот совет, кој понатаму ги проследува до соодветна институција затоа што се работи за заштита на права на потрошувачи. Апелираме до граѓаните да не вршат набавки преку нерегистрирани продавници кои го користат интернет просторот и социјалните мрежи, избегнуваат плаќање даноци и се нелојална конкуренција на оние кои се регистрирани даночни обврзници, вклучително и на регистрираните трговци и платформи за трговија. Во дејноста поштенски и курирски услуги оперираат околу 90 фирми кои вработуваат над 900 лица. Според податоците од бизнес мрежа, лани компаниите од оваа дејност оствариле приходи од над 25 милиони евра, а вкупно заработиле 1,4 милиони евра. Според листата на бизнес мрежа, компанијата која најдобро работела лани остварила добивка од над 400.000 евра.
Просечната вредност на вкупните онлайн трансакции изнесува 33,2 евра во првите 6 месеци од годинава, што е скоро исто како минатата година. Но кои се пречките за развој на онлайн трговијата и дигитална трансформација на економијата? Ке се намалат ли нарачките од Тему со оглед дека се воведува данок и кај нив? Што тоа ке значи за домашната онлайн трговија? Разговарав со Нина Ангеловска, председателка на Асоциацијата за e-трговија. Нина Ангеловска, добро дојдовте во Бизнис Објектив. Добре најдов. Еве за почеток, што покажуваат последните податоци во однос на онлайн трговијата во Западен Балкан и каде е Македонија во однос на регионот? Да, па за да видиме како се движи трговијата и да добиеме една слика, разгледуваме повеќе индикатори, како на страната на побарувачката, така и на страната на понудата. Така, например, на страната на побарувачката следиме колкав процент од интернет корисниците купуваат онлайн, согласно податоците на Евростат, и тоа ни овозможува нели да се споредиме со другите земји и со Европа. Понатаму следиме, например, колкава е вредноста на онлайн реализирани трансакции, значи каде што и плаќањето е направено онлайн, и тоа согласно податоците на Народната банка. Понатаму на страната на побарувачката следиме и какво е однесувањето на купувачите и на интернет корисниците, што прават на интернет, колку се дигитално подготвени, додека на страната на понудата гледаме како расте, како се зголемува понудата во e-трговија, значи колку се зголемува бројот на новоотворени продавници. Потоа следиме колкав процент од компаниите продаваат онлайн, колкава е учеството на онлайн продажбата во нивната вкупна продажба, и секако некои индикатори како е дигиталната подготвеност на самите компании за развој, раст и трговија. Сите овие индикатори? И сега сите овие индикатори и многу повеќе ние секоја година ги следиме и анализираме и изработуваме годишна анализа на трговијата, и таа анализа ја промовираме премиерно на конференцијата за трговија, која годинава е на 4 ноември, ќе собере 800 учесници од регионот. Еве имам прилика во вашата емисија да споделам некои од податоците, да кажам предпремиерно. Инаку, анализата ова ни е 7 издание и се однесува за Западен Балкан, бидејќи ме прашавте нели за Западен Балкан, во споредба со европските земји. Еве сега ќе споменам неколку индикатори, бидејќи нели има многу во интерес на времето. Значи, во однос на тоа колку се купува онлайн, односно колку од населението прави од интернет корисниците прават онлайн нарачки, во 2024 година забележуваме двоцифрен пораст кај повеќе земји од регионот. Например, Албанија бележи дури 22% поени раст, Црна Гора 20%, Македонија 18% поени раст, но сепак и покрај овие импресивен раст, да кажам, двоцифрен, ако ги погледнеме балканските, односно Западен Балкан споредено со европските земји, сепак сме уште далеку, односно сме пониско рангирани согласно овие индикатори. Значи најнапред еве чисто за слика е Србија со 65% од интернет корисниците како онлайн купувачи, потоа Македонија со 63% и после следат другите балкански, односно земји од Западен Балкан. Што се однесува до податоците на Народната банка, колку се плаќа онлайн, бидејќи во потесна смисла на зборуваме онлайн купување, не е кога е cash on delivery, кој што е доминантен платежен метод во регионот, со над 70% од сите купувања се прават со cash on delivery согласно нашите податоци и анализа. Значи, согласно податоците на Народната банка, за првите 6 месеци годинава бележи раст вкупната вредност на реализирани трансакции од 34%, но она што е можеби интересно да се спомене дека поголем е растот кај плаќањата со македонски картички кон странски e-трговци, што се огледува и ефектот на појавата на Тему, например. Или тука имаме 55% раст во вредноста на трансакциите, додека 75% дури раст во бројот. Значи се прават повеќе трансакции, но помали, со што резултира во намалена просечна вредност на трансакција кон надвор. Што се однесува до некои индикатори на страната на понудата, во првите 6 месеци годинава има 120 новоотворени продавници. Во Македонија? Во Македонија, само за Македонија, ова е согласно податоците на Народната банка. Додека, например, согласно податоците на барометарот за Западен Балкан, 27% во просек за Западен Балкан сега зборувам, од компаниите продаваат онлайн. Во Македонија тоа е 19%, значи има уште простор за раст и напредок. А што се однесува пак колку e-трговијата, односно онлайн купувањето учествуваат во вкупната продажба кај компаниите, тоа е само незначително, односно под 5%, кај најголем дел од компаниите учествува
онлайн продажбата, што значи така и колку што треба да се направи за да се смени. Да, значи имаме еве прогрес, податоците покажуваат, меѓутоа потребна е уште многу работа и тоа што е потребно да се смени не е лесно да се одговори затоа што екосистемот на e-трговија е комплексен, вклучува многу придружни гранки, потребно е да се работи на сите тие страни, значи тука зборуваме за дигитална подготвеност на државата, на компаниите, на граѓаните, зборуваме за доставата и логистиката, која што треба да се смени, кои се пречките, значи кои што треба да се адресираат. Доставата е една од најголемите предизвици на компаниите од Западен Балкан. Согласно нашите податоци од минатата година, кога спроведувавме анкета, значи прв предизвик е доставата, потоа тука се и сивата економија и плаќањето, односно cash on delivery, кој што е со многу високо учество, кој што невозможува поголема скалабилност, ефикасност и зошто подобро. Е се уште кешот за македонските граѓани главното средство за плаќање и при овие онлайн нарачки? Главно, кога имаат граѓаните избор, нели сега гледаме дека се појави Тему на македонскиот пазар, кој што не нуди избор, кој што нуди само плаќање со картичка, но од друга страна нуди ни атрактивна понуда, нели бесплатна достава и сето тоа ги примамува граѓаните да се научат, значи да научат нова вештина и за прв пат да платат онлайн. Кога граѓаните имаат избор, во случајот многу долго време граѓаните кај нас на другите сајтови имаат избор дали да платат со картичка или кеш. Навиките се генерално една од главните причини. Друга е недовербата. Значи и кога има опција, подобро е граѓаните бираат дека ќе си го нарача производот, па кога ќе стигне и ќе се осигура дека му стигнал производот, дека тогаш ќе го плати. Значи се работи за навики, се работи за недоволна доверба и се работи за немање на доволни вештини. Тука се тие измами кои што се случуваат од нерегистрираните онлайн трговци. Да, најчесто кога се нарачува на социјални медиуми, па потоа се измамени, не можат да ги остварат своите права и сето тоа резултира со една погрешна слика за e-трговијата, односно за легалните и регистрираните бизнеси кои што навистина многу вложуваат, имаат големи предизвици пред нив, а ние како асоциација секако сме тука за да работиме да ги отстраниме тие предизвици и работиме напорно и со институциите, ги адресираме, меѓутоа нели промените одат бавно, а компаниите мора да инвестираат многу во едукација на пазарот и во придобивање на нови купувачи. Кои се другите пречки за развој на онлайн трговијата во Македонија? Ги споменавме сега овие пречки кои што се да кажам пречки кои ги детектиравме минатата година посочени од e-трговците, а додека ако гледаме генерално пречки за развој на e-трговијата како екосистем, мора да ја споменеме и дека една од предизвиците е недоволната дигитална зрелост на Македонија и воопшто на регионот. Под дигитална зрелост зборувам за бројни алатки, вештини и однесување на корисниците кои се потребни и кои одат во прилог на една клима за развој на e-трговијата. Значи тука зборуваме за што го користат корисниците интернетот. Они се поврзани на онлайн, значи знаеме дека Македонија дури е најнапред споредено со регионот кога зборуваме за колку од населението го користи интернетот. Меѓутоа, кога ќе погледнеме за што се користи интернетот, не е толку големо учеството, односно е значајно под европскиот просек на користење на интернет за продуктивни активности. Што мислам под продуктивни? Мислам на праќање на имејл, мислам на e-banking, на пребарување на информации за производи и услуги, на купување онлайн, додека најчесто се користи за социјални медиуми, за телефонирање, видеоповици. Значи, тоа е еден показател што ни говори нели за спремноста. Понатаму имаме значаен дигитален финансиски јаз споредено со Европа. Тука зборуваме за малце понапредни активности, колку интернет корисниците, например, вадат осигурување онлайн, колку земаат кредит онлайн, колку инвестираат, купуваат акции, продаваат онлайн и, да кажем, енгејџментот во овие категории во Македонија па и во регионот е минимално, што говори дека корисниците се конектирани на интернет, но се дисконектирани финансиски. Тоа ни кажува каква е климата за развој на финтек солуции кои пак се клучни за развој на e-трговијата. И други индикатори за дигиталната зрелост, исто на пример и колку се користат владините услуги онлайн, колку се пристапува до регистри, колку се користи за да извадите официјален документ, колку се користи онлайн комуникација со институции и исто така во овој индикатор Македонија и земјите од регионот се многу ниско рангирани
Единствено исклучок е Албанија, која што е дури над европскиот просек, што претпоставам се работи, односно и резултат на реформи кои што се спроведени во делот на дигитално владење. Неодамна се вративте од Кина. Еве, ако направиме некоја паралела, колку не само Македонија, туку регионот е далеко од тоа што таму се случува во поглед на онлайн трговијата пред се? Да, во поглед на e-трговијата дефинитивно зборуваме за едно ново друго ниво на e-трговија. Значи, сега зборувам буквално од секој аспект на екосистемот на e-трговија. Од логистиката, доставата, од автоматизираниот и ултраперсонализиран маркетинг на апликациите. Што значи тоа ултраперсонализиран маркетинг? Па еве, значи дека кога ќе отворите нивната апликација, покрај тоа што морам да споменам дека јазичната бариера на вистина голема, ништо нема на англиски, не се разбира вака да разговарате со некој на англиски, а сепак со алатки за превод, нели сега со вештачка интелигенција има бројни, па на пример јас доста нарачки правев онлайн за да видам нели како функционира. А што значи? Значи дека кога ќе отворите апликацијата, тоа што сакате да го барате веќе ви се појавува пред да го впишете или да одите на Затоа search. што веројатно се следи колку претходно сте го нарачувале истиот. Да, се продукт. следат очигледно и тоа и многу повеќе работи што знаеме и не знаеме. Меѓутоа, зборуваме за вештачка интелигенција интегрирана во секој процес на работењето, за да го подобри, да го направи поефикасно. Например, во град како Гванџоу, каде што ние бевме, каде што има 20 милиони скоро жители, пратка онлайн нарачувам стигнува за пола сат, благодарение на густи фулфилмент центри, благодарение на технологија, која што е интегрирана за да го направи тоа сето возможно. И покрај нели овие работи на едно друго ниво е онлайн купувањето е пред купувањето во продавница. Едноставно е развиено на тоа ниво да прв избор на било кој граѓанин е да нарача онлайн наместо да бара било што физички. Што ка значат еве измените што на законот за ДДВ што ги подготви Македонија, а кои ги опфаќаат сега и оние мали пратки во кои што ќе биде вклучен 18% ДДВ? Што ка значи тоа пред се за онлайн трговијата? Нашиот коментар како асоциација, односно повеќе да кажам загриженост, изразуваме не во самото решение што е, туку во тоа како истото ќе се спроведе, бидејќи нели има една изрека дека вика добар данок е тој што се наплаќа. Прашањето е дали ќе се наплаќа и како ќе се наплаќа и што ќе биде ефектот од истото решение ако се стапи на сила и се имплементира. Значи ние до сега имавме нели прак до 22 евра не се плаќаше ДДВ, над 22 евра се плаќа ДДВ, а над 90 евра нели царина. А сега со решението по 22 евра, односно да се укине прагот практично, се плаќа ДДВ за секоја една пратка. Пред се загриженоста е во тоа дека ние не знаеме како тоа е испланирано да се имплементира, затоа што моменталниот процес на да се стави товар на граѓанинот, на купувачот, да треба да ја води, да кажем, увозната постапка, да треба да се бави со администрација, за еве нарачувате нешто онлайн од 500 денари, да треба сето тоа да го изводите за да платите 18% на таа нарачка. Сметаме дека може да влијае негативно од аспект на едукација на граѓаните за онлайн купување. Значи, e-трговијата како таква, бенефитот кој што го нуди за потрошувачите е зголемен избор, нели, да имаат поголем избор, подобри цени, да можат да нарачуваат од надвор, за домашните компании, значи нели зголемена конкуренција. Меѓутоа со ова решение, бидејќи нашите купувачи гледаме како се движиме, нели, со колку расте бројот на онлайн купувачи. А сега имаме значителен раст оваа година. Ние за да ја стигнеме Европа треба многу да растеме, многу години со двоцифрени бројки. Тоа значи дека нашите онлайн купувачи, ако нарачуваат од надвор и купуваат повеќе, ќе се научат да прават онлайн нарачки, да плаќаат онлайн и потоа повеќе ќе купуваат и од домашните трговци. Ако ние сега, да речем, ги спречиме условно кажано или ги обесхрабриме да го прават тоа, тоа може да влијае негативно во однос на тоа растот на колку од нашето население купува онлайн и е спремно и е едуцирано да плаќа онлайн. Што се однесува за домашната понуда, знам дека се нели целта е да се заштити на некој начин и
домашната понуда, меѓутоа има многу други предизвици со кои што се соочува домашната е-трговија и домашните е-трговци, кои што веруваме дека се поголем приоритет да им се решат и да се адресираат пред ваквите измени кои што на некој начин мислам дека бараат поголема зрелост на пазарот. Од друга страна, тука е и усогласување со европско законодавство и загриженоста на Европската унија пред се и за безбедноста на дел од производите кои доаѓаат од ги. Да, значи решението како такво е во насока на ЕУ, меѓутоа, например, пред да го воведе ова решение, неколку години се подготвуваше и има систем во ЕУ каде што импорт one stop shop систем, каде што практично купувачот ниту знае, ниту чувствува дека има некаква постапка или некој товар да го води, затоа што вие ако нарачувате нешто онлайн од било која платформа странска, самата платформа го пресметува ДДВ-то, царината, сите трошкови кои треба да ги платите и ви го наплаќа. И вие го добивате производот до врата. Додека и потоа маркетплейс платформата согласно системот си го уплаќа на државата, нели каде што е должна. Додека во овој случај, ако немаме такво решение, немаме решение за автоматизација, решение кое што требаше да стапи на сила за pre-arrival risk assessment, ќе биде предизвик, односно тешка имплементацијата. Така да нас повеќе не грижи начинот, имплементацијата на ова решение, кој што и досега беше голем предизвик, дали и како се администрира и се наплатува за пратките на 22 евра. Ина Ангеловска, благодарам за разговорот за Бизнис објектив. Ви благодарам и вас на поканата. Поздрав до гледачите. А во Париз протести против најавите за отворањето на кинескиот гигант Shein. Дел од работниците во еден од најпознатите трговски центри што постои 167 години излегоа на протести, стравуваат за своите работни места и днината на трговскиот центар лоциран во срцето на Париз. Штрајкот предводен од синдикатите доаѓа откако ултрабрзиот моден гигант Shein објави дека ќе отвори свој прв постојан малопродолжен простор во Франција зафаќајќи 1200 квадратни метри во трговскиот центар. Овој потек предизвика негодување кај вработените кои велат дека идентитетот и вредностите на продавницата се подкопуваат. On a une réelle crainte sur la pérennité du magasin. On a une réelle interrogation sur la possibilité pour la SGM de racheter les murs qui conditionnent la pérennité de l'activité. Il y a une réelle crainte, oui, sur l'avenir de nos emplois. Ça fait des mois que ça dure, on a des rayons qui sont vides, on a des clients qui viennent, mais on ne peut pas répondre. Notre cœur de métier, je suis vendeur, on n'arrive pas à faire notre métier, on n'a rien, on se demande, on se pose des questions. Il y a quand même une histoire dans ce magasin. Je veux dire qu'il y a encore 2 ans, le BHV faisait toute une politique Go for Good pour des produits qui étaient français, fabriqués en France, ou au moins artisanalement. Enfin voilà, on suivait cette ligne-là. Et 2 ans après, on veut nous imposer Chine sur 1200 mètres carrés. C'est sûr que Chine ne correspond pas du tout aux valeurs du BHV, du grand magasin, et aux valeurs des marques en fait qui sont présentes au BHV, qui sont des marques françaises, des marques de création qui sont aussi RSE pour certaines d'entre elles. Et Chine, avec ce symbole de l'ultra fast fashion et la concurrence déloyale sur Internet qui détruit les emplois, oui, évidemment, ça nous préoccupe. Првите тркачки автомобили во светот на водороден погон беа представени во Саудиската пустина, а во Дубај летечки автомобил. Кристина Кузмановски со деталите за новата технологија во светот. Технологијата носи голем број позитивни придобивки кои го олеснуваат животот и работата на човекот. Продуктивноста, зголемување на ефикасноста на комуникацијата, олеснување на работата во многу области, а особено новото знаење стекнато преку истражувањето и развојот. Интелигентната машинерија зема замав скоро во секоја област. Првите тркачки автомобили во светот на водороден погон представени во Саудиската пустина. Развиени како следен чекор од електричната серија Extreme E, новите автомобили пак Pioneer 25, кои се движат низ пустината, се напојуваат со водородни горивни и келии кои испуштаат само водена пареа.
Дизајнирани за тежок терен и високи перформанси, автомобилите носат вградени резервоари за водород кои напојуваат келија, која го претвора водородот во електрична енергија, а потоа ја напојуваат батеријата на автомобилот и двојните електрични мотори. What we've got with our hydrogen car is we've got onboard tanks, like you would associate with a gas car, but we've got a hydrogen fuel cell that converts that hydrogen into electricity and water vapour. That electricity powers our onboard battery that's provided by Fortescue, and that electricity from the battery powers the front and rear electric motors. Возачите забележуваат дека иако водородниот систем ја полни батеријата за време на работата, автомобилите се значително потешки, многу повеќе од претходните електрични модели. Тоа поместување бара промена во техниката на возачот. I mean, in terms of driving the car, it's not so big difference for the driver itself if it's hydrogen or electric, because basically we drive from the battery and the hydrogen is charging the battery. So the biggest difference is the weight of the car. It's a lot heavier. It's between 500-600 kilo heavier. So that takes a little bit of different driving style in terms of that you have to brake a little bit earlier, but also the car is a little bit more agile and a little bit differently engineered, which means that the car actually is quite sophisticated on setups. So when you do setup changes, the car is reacting a bit more, is my feeling, compared to the old car. So I think you can tweak this car quite a lot more, and setup work together with the drivers and the team will be more effective on the new car compared to the old car. Дали е автомобил или авион или дрон? Ова возило авион изгледа како поголема верзија на обичен дрон. Xpeng полетува на демонстративен лет пред медиумите и гледачите од хотелот Валдров Асторија во Джумерија Пал. За време на демонстрацијата, електричното возило со 2 седишта ги открива своите можности. I think what makes the land aircraft carrier unique is that it has minimal reliance on infrastructures, because it's an accompanying car that solves the issues of transportation, recharging, and storage. And how it's fluent is extremely simple. So I think this will make the barrier to flying for people to use it significantly lower. Our product actually particularly safe, or very safe. By the time it goes to the market, gets to the consumer, it will go through a rigorous certification process. And actually during our R&D process, we have made 200 of this and conducted more than 5,000 safety testing flights in extreme heat, high altitude, extreme cold, moisture area, so it actually can handle all the situations. Летачкиот автомобил е опремен со екран и џојстик, што го прави лесен за користење и може да се лета со или без пилот. А онаму каде што конвенцијалните земјоделски машини не можат да пристапат до земјиштето, се распоредуваат беспилотни летала за да се спроведат операции за берба низ полињата. Технологијата и иновациите не се веќе додаток во секојдневниот живот на луѓето. Тие се темелот врз кој се гради модерното работење. Есенската жетва е во полнек низ цела Кина, а изобилството на природата се шири низ полињата полни со виталност. Беспилотните летала, интелигентната машинерија и опрема беа вклучени за да извршат операции, за да помогнат во бербата на есенското жито и да го складираат. Во округот
Пинглу, градот Јунченг, во покрајината Шангси, организирана е рачна берба за полиња, каде што презаситените услови го спречуваат механичкото берење. Секојдневно технологијата носи голем број позитивни придобивки кои го олеснуваат животот и работата на човекот. Продуктивноста, зголемување на ефикасноста на комуникацијата, олеснување на електронската трговија, зголемување на глобалната социализација, како и придобивката од брзо и ефикасно споделување на знаење, а особено новото знаење стекнато преку истражувањето и развојот. Благодарам што не следевте, а секако дебатата на темите што ги разработувавме во ова издание на Бизнес Објектив може да продолжи и на нашите социјални мрежи. Пријатно од мене.